На денешен ден, 25 јули, во 1843 година умре шкотскиот химичар Чарлс Мекинтош, пронаоѓач на непропускливата ткаенина наменета за дождовни покривки. Во 1898 година војската на САД во Шпанско-американската војна го окупира Порто Рико, кој дотогаш беше шпанска колонија. САД никогаш не му дадоа независност на Порто Рико, иако е на американска територија. Иако Куба и Филипините до оваа војна беа под шпанска колонија, овие две земји се здобија со независност. Во 1909 година францускиот пилот Луи Блерио прв го прелета со авион каналот Ла-Манш. Во 1925 година во Скопје е родена Невена Ѓоргиева Дуња, млада македонска партизанка во Нов. Кај селото Папрадиште, велешкиот партизански одред Димитар Влахов беше нападнат од бугарската полиција. Невена Ѓоргиева, која се бореше во првите борбени редови на својот одред, на 6 декември 1942 година беше смртно погодена. Во 1963 година Советскиот сојуз, САД и Велика Британија склучија договор за забрана на нуклеарни проби во воздух, под вода и во вселена. Во 1968 година римскиот папа Павле VI на римокатолиците им забрани секако вештачки метод за спречување на бременост. Во 1984 година советскиот космонаут Светлана Савицкаја стана прва жена која стапна на месечината и прва жена во историјата на освојувањето на вселената која два пати била во нејзиното пространство. Во 1997 година Сојузот на извидници на Македонија е примен во Светската скаутска организација, чие седиште е во Женева, Швајцарија. Во 2000 година, непосредно по полетувањето кон Њујорк, авионот Конкорд на компанијата Air France падна врз еден хотел близу Париз. Падот не го преживеа никој од 109 патници и членови на екипажот, а загинаа и 5 луѓе на земјата. Тоа беше прво рушење на британско-францускиот суперсоничен авион откако почна да лета во 1969 година. Во 2003 година легендарното црешево топче, кое го користеа македонските востаници во времето на Илинденското востание во 1903 година, а се чува во војниот музеј во Истанбул, е донесено во Република Македонија. Република Турција и го отстапи на Република Македонија на привремено 3 месеци чување по повод 100 годишнината од Илинденското востание.